куклерот од едно чудно парче дрво направи кукла. Ке го викам Пинокио, си рече во себе. Кога куклата беше готова, наеднаш оживеа и избега. По едно време џепето успеа да го најде Пинокио. Пинокио беше лошко и лажливко. За секоја лага што ќе ја кажеше, носот му растеше по една педа. Не ги слушаше советите од џепето. Следниот ден џепето му рече: од утре ќе почнеш да одиш на училиште со вистинските деца. Пинокио беше радосен. Но одејќи кон училиштето, Пинокио забележа група луѓе пред еден куклен театар. Го продаде учебникот и отиде да гледа представа. Кога ги виде куклите, Пинокио заигра со нив. Тие го препознаа и во негова чест приредија забава. Пинокио доби неколку златници од огноголтачот, сопственикот на куклите. Златниците ги сокри во уста и си замина дома. По патот сретна двајца измамници кои сакаа да му ги земат парите и го затворија во кафез. Тогаш се појави сината самовила и го спаси, па го праша за парите. Пинокио излажа дека ги загубил, но и носот му порасна. Таа му кажа дека секогаш кога ќе лаже, носот ќе му расте. Следниот ден неговото другарче Карло го викна во земјата на играчките. Пинокио замина со него. Но му пораснаа магарешки уши. Почна да се претвара во магаре и отиде во еден циркус. Но животот му беше тежок. Кога се измори, сопственикот го фрли во морето. Еден голем кит го голтна Пинокио, кој викаше и плачеше по татко му. Одеднаш виде слаба светлина. Пинокио, викна радосно џепето. Тргнав да те барам, но китот ми го голтна бродот. Раскажа џепето. За среќата да биде поголема, китот спиеше во плиткото. Па можеја да избегаат. Најпосле стигна дома. Џепето беше многу боле. Пинокио го негуваше, додека не ја оздрави. Сината самовила се појави уште еднаш. Го претвори Пинокио во вистинско убаво момче, поради неговата храброст и добрина. Си живееше среќно со татка си, џепето, до крајот на животот.